Највисоките советници за национална безбедност на председателот Доналд Трамп ги повика американските конгресмени при разгледувањето на војните овластувања да избегнат наметнување географски или временски ограничување во војната против исламската држава и другите милитантни групи. Војната во основа е непредвидлива, изјави секретарот за одбрана Џим Матис во сослушувањето во Сенатот за потенцијалното ново овластување за употреба на воена сила, најзначајниот чекор на Конгресот во изминативе години, со цел преземање на контролата над нејзиното уставно право да овластува војни. При тоа, Матис додаде: Repealing the 2001 and 2002 AUMFs would only cause unnecessary policy and legal uncertainty, which could lead to additional litigation and public doubt. Матис и државниот секретар Рекс Тилерсон велат дека постојните овластувања не треба да се кинуваат, се додека не се воспостават нови. And potential repeal of the 2001 AUMF without an immediate and appropriate replacement could raise questions about the domestic legal basis for the United States' full range of military activities against the Taliban, Al-Qaeda, and associated forces, including against ISIS, as well as our detention operations at Guantanamo Bay. Републиканците и демократите во Конгресот со години се расправат во врска со тоа дека Конгресот и отстапил преголем авторитет на Белата куќа во распоредувањето на американските сили по нападите на 11 септември 2001 година. Тие исто така се поделени околу тоа колку контрола треба да вршат над Пентагон. Според уставот, Конгресот, а не председателот, има право да објави војна. Загриженоста се интензивираше овој месец откако 4 американски војници загинаа во Нигер, како и заканите на председателот Доналд Трамп во врска со начините за справување со Северна Кореја. Републиканскиот сенатор Боб Коркер, председател на Комитетот за надворешни односи, на сослушувањето изјави дека заседата во Нигер покажува дека силите на Соединетите држави можат во секој момент да се најдат во некаква битка.